Ова издание на Newsflash ке гледате. Каков е потенцијалниот ризик од воените вежби на Русија со сојузниците од Централна Азија? Програмите за вакцинирање против едни од најсмртоносните болести во светот спасиле милиони животи. Каква е ситуацијата со денешната пандемија? Тркање на мраз со автомобили во Алјаска, традиција уште од 1955 година. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Поздрав од Вашингтон, јас сум Јован Чанаумовски, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Русија почна големи воени вежби со сојузниците од Централна Азија во близина на афганистанската граница. Каков е потенцијалниот ризик од ваквиот потек? Додека САД го финализираат повлекувањето од Авганистан, Русија презема двоен пристап кон регионот. Од една страна води дипломатија, односно Руското министерство за надворешни работи одржува разговори со представниците на талибанците во обид за влијание. А од друга страна покажува сила со воено здружување со сојузниците од Централна Азија, велат аналитичари. It's good that the Americans are out and it's bad that the Americans are out. И добро и лошо е што американците се надвор. Можност е, но истовремено и опасна закана за виталните руски интереси. Кремљ е отворено загрижен дека обновените борби би можеле да ја дестабилизираат Централна Азија, регион кој традиционално се наоѓа под контрола на Москва. Но наблюдувачите предупредуваат дека војската е слабо опремена да се справи со десетици илјади бегалци кои поминуваат преку границата и шират исламистички екстремизам во регионот, познат по слабите автократски влади, сиромаштија и корупција. Танки против екстремистов. Тенкови против екстремисти се бесмислени. Тука се само за да покажа дека Русија од секогаш имала и ќе има политичка моќ во регионот. Но прашањето е како Талибан може да дојде на власт. Русија долго одржува голема база во близина на афганистанската граница со Таџикистан. Москва вели дека е време за сојузничка помош според колективниот договор за безбедност, доколку тоа е потребно. Официјално Русија се уште го смета Талибан за терористичка организација. Но по смртоносната дведецениска војна во Афганистан во 1980-тите, со која заврши повлекувањето, малкумина мислат дека Кремљ би сакал повторно воено да се ангажира. Но да се игнорира афганистанскиот проблем исто така не е опција. Русија има многу што да изгуби. Америка може да замине од Афганистан и да го заборави тоа како лош сон. Русија нема таква привилегија. Како што привршува улогата на Америка во Афганистан, некои во Москва вела дека САД биле принудени да ја научат советската лекција за лимитирање на империја. Сепак, брзата промена на условите нуди малку гаранции за тоа што следува. Програмите за вакцинирање во последниве 20 години спасиле милиони животи, велат истражувачите. Но и покрај тоа ситуацијата со ковид пандемијата останува сложена. Кампања за итно вакцинирање во Демократската република Конго против сипаници во 2020 и слични вакви други напори спасиле милиони животи, открива нова студија. Истражувачите ги разгледувале програмите за вакцинирање изминатите 2 децении фокусирани на 10 заразни болести во 112 држави со ниски и средни примања. Тие откриле дека околу 50 милиони животи, повеќето деца биле спасени со вакцини. Биле вклучени болести како сипаници, хепатитис Б, хуман папилома вирусот или HPV и жолта треска. Истражувањето било спроведено од страна на конзорциум за откривање на ефектот на вакцините, финансирано од Алијансата за вакцини Gavi и фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс. Ако продолжевме со вакцинациите по 2019 година, ќе избегнавме 47 милиони смртни случаи. Тоа се огромни бројки. Она што сакавме да го покажеме со овој извештај е како изгледаше вакцинацијата пред пандемијата на COVID-19, како и да ги истакнеме долгорочните ефекти од вакцинирањето во иднина. Но истражувачите предупредуваат дека пандемијата на COVID-19 ги попречила програмите за вакцинирање, што би можело да доведе до намалување на третманите. Например, ако луѓето не се разболуваат од болести кои можат да се спречат со вакцини, тоа значи и помало оптоварување на здравствениот систем и потенцијално третирање на лица со други болести. Светската здравствена организација во април објави агенда за имунизација 2030 со цел да се обиде да ги активира програмите за вакцинирање и да опфати уште повеќе луѓе.
Не само што нашите здравствени услуги се максимално искористени за пациенти со COVID, туку и луѓето би можеле сами да ја одложат имунизацијата од страв да не се заразат со COVID. Научниците велат дека огромниот број спасени животи ги покажува неверојатните достигнувања на модерната медицина, како и важноста од спроведување на другите програми за вакцинирање, независно од пандемијата на COVID-19. Тоа би значило дека ќе се намалат за половина децата кои се комплетно изоставени од суштинските вакцини. Би значило исполнување на уште 500 други нови и недоволно искористени вакцини во земјите со ниски и средни примања. А сега ве водиме во Алјаска, каде секој викенд уште од 1955 година се организираат трки со автомобили преку замрзнати езера. Еве како. My first ever race was in a pink Ford Pinto. Мојата прва трка беше во розов Форд Пинто, го викаа розовиот пони. Се возев со татко ми кон градот кога минавме покрај езерото Белуга. Видов автомобили на езерото. Се спуштивме долу да видиме што се случува. Имаше знак на кој пишуваше дека се врши пренос на радио. Го вклучивме радиото, ја гледавме трката и слушавме на радио. Тоа беше супер, најинтересното нешто што сум го видела. И тогаш на радио кажаа дека бараат деца тркачи. Не се надевав, никој не би сакал да го возам нивниот автомобил. Бев само девојче, мало девојче, не знаев ништо. Татко ми рече, ајде да провериме. Отидовме и јас бев многу нервозна. Бев исплашена, но отидов и наеднаш сите возачи почнаа да ми викаат: дојди во мојот автомобил, не дојди во мојот. Тоа ми ја зголеми самодовербата. Беше супер што не им беше грижа. Не им беше грижа дека сум млада или дека не знам што правам, или дека сум девојка која влегува во спорт кој би требало да биде машки. Така отидов и ме прашаа дали знам да возам со менувач. Јас им реков така. Тие ми рекоа супер и ми го покажаа автомобилот. Беше неверојатно. Отидов таму и ја извозев целата трка во прва брзина. Така сега преку неделата јас сум дома, но работам. Мојот сопруг има работа и мора да оди. Јас правам се што треба за да се грижам за децата и за домот. Некогаш тоа се лекарски прегледи. За време на тркачката сезона секогаш размислувам што правам и со колку време располагам. Имаме состаноци во петок навечер, а тоа е само почетокот. Работам од 6 попладне во петок до недела навечер. Ако не е насочено кон семејството, не сакам да бидам таму. Ако нема семејно дружење, ако не сме заедно и ако не се забавуваме, зошто би го правеле тоа? Имаме долгогодишни членови кои биле тука во 50-тите и кои се уште се тука, но сега ги имаме и нивните деца, внуци, а некогаш и правнуци кои стануваат дел од асоциацијата. Тоа ќе ни помогне во иднина. Ако моите деца одлучат дека не сакаат да се тркаат на мраз кога ќе дојде нивното време, што ќе се случи побрзо отколку што јас тоа би го сакала, тогаш асоциацијата нема да обстои. Ќе бидеме само јас и мојот сопруг, се додека можеме. И ако наскоро никој друг не се приклучи, би било разочарување. Срекни сме што живееме во Алјаска. Има места каде можеме да ги однесеме децата да вежбаат. Тоа е една од причините зошто го сакам тркањето и зошто сакам да ги носам децата во асоциацијата. Може да почнат да возат уште од мали во најбезбедните можни услови. Имаме многу безбедносна опрема. Имаме противпожарни апарати. Колата е блиндирана. Има дополнителни сигурносни појаси. Тие се на најбезбедното можно место во случај да има проблем. Тешко е да се искаже со зборови. Изгледа како да фрлате пари за нешто од кое немате добивка, освен убаво поминато време. Но што друго би правеле во недела попладне со целото семејство? И тоа беше се во ова издание на Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Се гледаме повторно утре. Пријатно.